Jaz ne možem da stojam na moите kolebljivi koleni, na moите razkolebani noze od grevot i od strastite, no on je moćan da me drži i da me vodi onako kako što roditelj go vodi svoje to dete koje što se ušte ne zna da odi. To je različno od vera vo sebe si. Zato nije hristijanite zboruvаме samo za vera vo Bog, kakva crna vera vo sebe si. Koga ti danas si kažeš gotovo završim, od utra nego pravam to, a utra denta se faćaš, go praviš to što si vetil sam na sebe si deka nego praviš. Toliko tvoja ta vera vo sebe si. Vo kogo veruvаме? Pa to je nemoćan, raslaben čovjek što ne može da se dostoji na sobstveni zbor. Koji što si go dava sebe si vetovanjata, koji što gi dava na ženata, na maža, na decata, na duhovni od otac. A vidite, vetovanjata što gi davame na Bog. Doađam i vetuvame na našite venčarki, дека ќе останеме jedan pokraj drug do kraja na života. I poveke razvod imame, danas otpuk uspešni brakovi. Monas i monahinji vetuva дека ќе ostana do kraja na života, poslušni na igumenот, на игуманијата, на братството, на сестринството и на црквата, соблекуваат манти и заминуваат во свет. Каква црна вера во себе си? Тоа сме ние луѓето. Ние со постот, со молитвата, со држењето до правилото дадено од Духовниот Отец, пројавуваме вера. Веруваме во себе си. Оној кој што престанал да се подвизува, тој исчезнала неговата вера. Зато вериме верник е тој човек, пости се, моли, оди на црква и така натаму. Тој верува во Бог. А сите овие работи што ги прави се само акт и печат на неговата вера, на неговата доверба во Бог. Тој покажува подготвеност, тој покажува дека на Бог му верува. Па нели, немој да постиш, ке се разболиш, претеруваш со постот, обично тоа ни го велат родителите и така натаму, ке почнеме да одиме во црква. Но ние веќе не се подпираме на храната. Тоа е менталитетот на христијаните. Ние знаеме дека ниту нашето здравје, ниту телесните сили не произлегуваат од силината на храната и од квалитетната храна, туку од Бог. И така натаму, и така натаму. Но тоа сакав да го кажам, тоа ми беше поентата, дека она за што зборува светот да веруваме, или што викаат self-confidence, сте го слушнале, тоа популарно звучи. Тоа е онтолошки спротивставено на тоа да си верник и да му веруваш на Бог. Да имаш самодоверба, во смисла дека ти можеш. Таа самодоверба имале светителите, ќе доаѓал некој и вика исцели ме, болен бил. И некој свет човек рева раци и го моли Бог. Тој верува дека Бог ќе слушне неговата молитва. Но во ниеден миг не мисли дека тој ќе го исцели болниот. А тие луѓе што веруваат во себе си, се нашите тирани во овој свет, кои што поминуваат преку живи луѓе, преку трупови, уништуваат судбини само заради тоа што веруваат во себе си. Ама не веруваат во Бог и немаат страв Божи. Не веруваат дека ќе излезат на страшниот суд и дека ќе дадат одговор. Се што имаат е верата во себе си. Се додека Бог не реши да стави крај на таа и на таква тиранија. Така да, верата во себе си не прави тирани, не прави садисти, не прави господари на човечките судбини. Само не господари над собственото срце. А верата во Бог не прави кротки и смирени, не прави слуги на другите луѓе. Оти оној кој што верува во Бог, сака да стане сличен на Бог. И како што Бог дојде да служи и да послужи за нашето спасение, така и христијаните им е природно. Гледате, вие како христијани сега имате потреба да дадете милостиња, да помогнете на сиромашен. Да гледам се поактивни сте и во Елеуса и во се што прави. Оти тоа не е од што сакате да се покажете, туку природно срцето чувствува таква потреба. Оти сте ја почувствувале во даден миг радоста која што произлегува од давањето. А ти вие гледате, имате луѓе, кои не даваат луѓе. Не само што не даваат, туку грабаат од сиромашните и земаат уште повеќе. И не се чудете, тоа грабање и земање нив ги радува со некаква болна патолошка радост и среќа. Како човек кој што е злобен, он се радува кога зло ќе направи.
како сум го зафркнал, што сум направил. Го слушаме тоа секаде околу нас. Гледаш се радува човек. На што се радуваш, беден човек? А оној кој што прави добро, никогаш нема да чует, денес бев таму помогнав. Купив лекови, платив струја, ки ми исклучена, или однесов јадење. Гледате како се спротивни тие духови. Овој зло прави, се фали со злото. Овој што прави добро, и ако има причина да се фали, да зборува, го прикрива, го крие. И тоа ќе се случи на страшниот суд. Гледате, оние на кои што Христос им вели: гладен бев, не ме нахранивте, жеден бев, не ме напоивте, необлечени во затвор бев, не ме облековте, не ме посетивте. И они веднаш тргнуваат да се расправат. Кога тоа не смете видели гладен? Кога тоа? Знаете, веднаш влегуваат во конфликт. А оние кои што навистина го правеле тоа, на кои што Христос им вели: дојдете благословени од мојот Отец, гладен бев, ме нахранивте, жеден бев, ме напоивте. Тие ги наведнуваат главите, се срамат и сакат и тогаш да ги сокријат своите добри дела. Викат: Господи, па кога сме те виделе? Не сме те нахраниле тебе, сакат да го сокријат. Тоа се два различни духа. Како што верата во себе и верата во Бог се различни, тоа е неспојиво, за две различни нешта зборуваме. Затоа чувајте со тој дух. Тој дух нема ништо со христијанството. Но само довербата, апсолутно, христијаните не се патетични луѓе чиј што дух е скршен, па тие не веруваат во себе си, Христос. Имаме Света Софија. 3 деца ги жртвува и она што им вели да не се откажат само од Христос. Ги праќа смело до чекорот кон смртта. Тоа е челичен дух. Не челичен дух да веруваш во себе си. Вербата во себе си породува и создава арогантни луѓе кои што гледаат од висина, с кои што не можеш да зборуваш, кои што гледаат низ тебе. Имаме такви примери секаде околу нас, на луѓе што веруваат во себе си. Се помалку примери на луѓе што веруваат во Бог како што треба. Оти оној кој што верува во Бог, тој расте. И како што вели Свети апостол Павле, последната реченица од посланието: угледајте се на мене како што јас на Христа. Сево се станува Христос. Тие исчезнуваат, се смалуваат и Христос расте во нив. А во онаа мера во која што човек верува во себе си, расте неговото его, неговото самолюбие и се повеќе исчезнува Духот Божи и добрината од неговиот живот, од неговата душа, од неговите очи. Просто кога ќе видиш арогантен човек, исполнет со себе си, гледаш ништо во него не останало освен неговото его. А ќе каже збор нешто, да зборува, почнува да зборува за себе си. Јас ова, јас она, јас вамо, јас тамо. Ова направи, она направи. Не може Бог да продре нам. Што не плени? Кога ќе видиме успешни луѓе, на кои што им се восхитуваме, а зборуваат скромно, се однесуваат скромно и така натаму, и така натаму. Тоа не плени, тоа се вистинските вредности. Тоа е верата во Бог. Дека јас сум немоќен, дека јас сум паднат, ама Бог е моќен да ме издигне. И така ги решаваме сите трагедии и катастрофи во нашиот живот. Не е со вера во себе си, не со доверба во себе си. Како можете да имаш доверба во себе си, кога денес си ветуваш сам на себе едно нешто, уште утре си изневерил. Последниот човек на кој што треба да му верувате е на самите себе си.